Фризерски и козметички салони, автомеханичарски работилници, отварање компании во IT секторот, но и бројни други дејности се меѓу најчестите идеи со кои невработените лица започнуваат собствен бизнис. Голем е интересот за мерката за самовработување, што спроведува Агенцијата за вработување со поддршка од владата. Годинава аплицирале околу 5500 лица, од кои 3000 од нив продолжуваат во вториот круг на конкурирање за грантови и дополнителни обуки. Особено услужната дејност, поготово тука фризерски и козметички салони, би кажал дека тука и гранките за најческите во што спаѓаат под градежништвото, особено молери, електричари, плочкари, овие ги има секоја година скоро аплицираат, освен овие и механичари на пример во сосема друга гранка. Освен овие во последно време евидентно е дека во бизнис, IT бизнисот, особено младите отвараат фирми и имаат добри идеи. Покрај финансиската поддршка, новите претприемачи добиваат и 6-месечно менторство со цел полесно да го започнат и развиваат својот бизнис. Висината на грантовите зависи од категоријата на апликантите, при што младите добиваат најголема финансиска поддршка, а младите до 29 години добиваат средства во износ од 10.000 евра. Посебен фокус имавме за младите до 29 години. Освен младите до 29 години, имавме неколку категории кои беа за нас битни. Тоа беа со загарантирана минимална помош или во народски кажано тие со социјална помош, долгорочно невработените лица кои се повратници првпат беа ставени како мерка во оперативниот план. Од Агенцијата за вработување велат дека постојано ги следат потребите на пазарот на труд и се консултираат со засегнатите страни, а во иднина се очекува воведување на нови мерки за поддршка на невработените.